легендите Меморија се вратија повторно со нова песна, ја гледаме и продолжуваме со фронтменот на групата. Со дождот ги испрати моите солзи, за да те подсетат на нашата љубов. Со ветрот ги испрати моите бакнежи, за да ти кажам колку те сакам. Да заспијам, до тебе да бидам, со лисјата есенски, јас да се покријам, за секогаш со тебе да бидам, и во сон да не те изгубам. Петар Ѓоргиевски Камиказа, Перо Камиказа е мојот гостин денеска. Добар ден официјално. Да сте живи и здрави, нека ви е вечно името. Ви благодарам многу. За многу години, двојна среќа денеска и внука си добивте. Па внукава има 90 дена полни денеска, така да тамане 3 месеца е Нина и тоа е најголемата радост во нека е жива и здрава. Вие си се опремивте со порака на кого не му е јасно да знае дека дедото е подготвен. Така. Да, има алат. Доколку некој ја закачне. Да се пошегуваме. За тебе е песна која што можеби со нетрпение сите очекува и враќањето на Меморија, иако Меморија никогаш не заминале никаде, оти песните постојано живеат. И наназад години, јас кога ви кажав, јас сум имала само 2 години кога вие сте започнале како група и сте останале легенди. Како успеавте? Прво тоа ќе ве прашам, која е магијата на Меморија? Тоше Поп Симонов, ова вие што сакате да го прашате, го има ставено во една реченица. Што вели? После концертот 2017 година вика: не е тешко да се качиш на врвот. Тешко е да останеш. Момци, свака част. И секоја чест за вас, иако претрпевте на вистина промени како група. Извини, промените се поврзани со... Се здрави, велите, во еден дел. Не здрави. Проект по проект. Секој проект на Меморија имал потреба од одредени музичари. Тоа е едната вистина, а втората вистина е дека во одреден период од своето битисување музичарите имале потреба да работат нешто друго што не е поврзано со Меморија. Значи си имале своји други музички ангажмани или животни некои истории. Но повторно се вратиле. Да, но окосницата на Меморија е тука, скоро цело време. Фактички пеачите Апостол Икономов Поце, Ристо Самарџиев, Цале бубњарот. Еве сега Антонио Димитриевски ни е, што беше бубњар пред Цале, е наш пиар менаџер на целиот концерт, така да сите луѓе се тука околу, никој не е отиде никаде, сите се тука. Добро, слушаме и гледаме од вашите последни концерти, ќе најавиме каков спектакл до крајот на годината не очекува, но дотогаш сите песни, кои што велам дека никогаш не сте заминале, секогаш сте биле тука присутни, може да се погледнат на Вис Меморија. Што е Вис? Тоа е една кратенка која во наше време на сите тараби или на сите згради што се пишуваше Вис без имени. Добро. Пишуваше Вис без. Јас тогаш, така речи, тогаш се родив и ми беше интересно кога шетав низ град и после долги години сватив дека е тоа вокално-инструментален состав. Вис. И решив да ја користам таа кратенка и за
нашата група, значи тоа е вокално-инструментален состав Меморија. И на истата може да се погледнат сите песни да се слушаат постојано таму во има преку текот. 150 песни, има многу интервјуа, разговори, секој што сака нешто да разбере за Меморија. И да слушне повеќе, верувам дека наназад години препознатлив белеко станавте вие Апостол, се разбира, пак ќе прашам како исто пее сиве овие години, на вистина не знам, мора да го прашаме него. Тоа ќе го викнете негово студио, но само да кажам дека концертно што ја слушате песната што одеше за тебе и цел концерт во време трајање од 2,5 часа во Штип, Поце го отпеа само 7 дена од смртта на неговата сопруга, што за мене ми дава за право да кажам дека сен тоа што е голем пеач и голем човек. Се воодушевуваме на тоа што го слушаме, иако многу емотивно го доживуваме сите, затоа што тој остана еден дел од вас, за сите ние што сме љубители на Меморија, како легенда, како што сте и вие сите легенди на Меморија. Го споменавте Штип. Имаме две нови преработки, ќе слушнеме едната за одјава и кога ве прашав како го правите изборот која да биде преработката, велите јас одлучувам, а другиве? Другите криваат ли два прста? Другите реализираат, вие да ви кажеме на работа. Генерално кога се преработките во прашање треба да имате точна визија и мисија како тоа треба да изгледа. Ама јас сам без сите нив заедно нема ништо да биде од тоа. Значи Меморија е една ситуација каде што сите заедно го даваат крајниот производ. Ама еден дава како тоа треба да изгледа на крајот од денот и еве со години тоа трае. Ние на сите наши албуми имаме по една преработка. На едниот го имаме Црна се чума зададе заедно со Ристо Самарџиев, претходно Параходот со Поце, претходно Македонија од Дадо Топич и да не набројам. На секој албум имаме по една преработка на песни, а сите други се авторски. Сакам да ги споменеме албумите Оган под звездите. Само што ќе кажам името на песната, веднаш некој посебно чувство ме облева. 1989-та Октомвриски дождови, 1991-та Меморија Лайф, 1991-та Зошто Боже, во 93-та Меморија 5, 95-та Балади Меморија 2017-та и Меморија и пријателите 2022-та. Време е за нов албум, така? Значи тоа е новиот албум, да ви кажем искрено, долго време беше само визија, затоа што е многу тешко кога ќе стигнете на тој врв за кој говореше Тоше Поп Симонов, сега да побарате уште малку погоре да одите. Затоа што ако пробате да одите уште малку погоре, а само еден чекор сгрешите, тоа долу е провалија. Многу тешко беше да ја рипнеме таа рампа и да трнеме со За тебе. Од кога За тебе помина како што треба во првите 2 недели. Извинете, може да ја слушаме За тебе додека зборуваме? Да. Од кога помина таа рампа, дека народот навистина ја прими како да е песна која со години била дел од Меморија, и тоа се случи повторно после толку време, дека викаат, па ова е Меморија, па не може да биде друго е. Да. Значи, ние имаме наш идентичен белек македонски. Затоа ве прашав како се одржавте. Тоа се колку карактери заедно на сцена, за сцена, заедно, но сепак со една мисија и визија и љубов кон се тоа што го работите. Веројатно веќе се научивте си во овие 36 години. 40. Компромис. 84-та година е Нена, сега сме 2024 година. 40 години од постоењето на хитот Нена, кој беше во тоа време лансиран во бивша Југославија, кој беше на сите топ листи број 1. И како остануваат си во овие години хитовите? Се менуваат времињата, музиката се менуваат генерациите и повторно останувате да бидете легенди. И тоа е прашањето прво што ве прашав, која е магијата на Меморија? Мене најчудно 2017 година ми беше овој првата половина од концертот каде што имаме песни кои помалку беа хитови. Значи ние во Метрополис Арена свиревме 26 песни. За Дрила никој не знаеше во каква изведба ќе биде. Таа стана веќе милионска. Во суштина не постои свадба која ќе се направи без неа. Значи, едноставно, кога гледав одозгора дека првата половина на концертот ги пеат сите песни, викам, човече, што се случува? Значи, мене ми беше нејасно. Видовте колку генерации беа на концертот? Забележавте? Да, на нашата насловна на Вис Меморија, и на Facebook, и на YouTube, сликата е со дете
со мајца меморија кој ние не го знаеме кој е. Во Штип исто дете беше, беа родителите, значи ке нас традиционално доаѓаат фамилиарно луѓе на концерт, од мали деца до големи. И тоа ми дава за право да верувам дека во идните генерации ние ќе живееме. Ќе живееме како Јонче Христовски, ќе живееме како сега. Видете што се случи со песната која пееше Пепи Вавтировски на браќата Барбаровски. После толку години што доживеа заветна. Значи, и кога ќе ме прашаат едноставно кој е твој идол, сега во овие денови имав интервју. И ваша беше инспирација да споите две песни, можете и тоа да кажете за една од преработките? Па, да, меѓу другото е за многу години македонци од Димитар Масевски и Васил Пуевски, со заветна од Барбаровски и како да ви кажам, стана како една песна хармонски, како една цела хармонска целина. Како успеавте да ги споите? Реално не сум слушнала дека некој ги споел тие две песни. Освен да бидат изведувани една по друга. Медли има правено на времето доста во светот, во бивша Југославија. За Тома Здравковиќ има направено едно медли од 5 песни. Ама тоа разбрав од кога го направив ова. Значи немав никаква идеја која ме водеше како другите правеле, па да направиме и ние. И тоа исто поминува неверојатно на овој концерт. Имавме еден во Велес, ние не свириме многу концерти, 1 до 2 годишно, за да можеме да ја одржиме таа сериозност на концертите што ги правиме. Доволно ги рушите сите рекорди, толку дојде да се појави, ги сруши рекордите, толку беше. Еве, на 16 ноември се надевам дека од рекордите... Годинава, 2024-та, што најавувате? Во исчекување сме. Па ќе биде интересно. Значи, 16 ноември, повторно Борис Трајковски. Може да замислите ако ова во Штип вака звучеше, кој ни беше генерална проба во суштина, како тоа целото ќе звучи во Скопје, во сала со 10.000 луѓе. Се надевам дека нашиот сон ќе стане реалност и дека она што беше 2022 сега ќе го само надополниме, само ќе биде продолжување на она што се вика македонска рок-н-рол музика и традиција. Се надеваме дека ќе биде тоа така и сакаме и во исчекување сме на истото. Што го издвојувате на назад години, ако сте вие наши легенди и оставате зад себе за идните генерации, оставате историја, очекуваме можеби за вас и да се направи некој филм, некој документарец. Оти сакаме малку да ве запознаеме и зад оно што го гледаме на сцената и кои за вас беа златните моменти, златните времиња? Што отвори порти за меморија? Што отвори пат? Добра провокација. После концертот во Скопје, овој на 16 ноември, и ние заминуваме на турнеја во Австралија. Тоа е до сега по прв пат во медиуми јавно објавено. По враќањето од Австралија, значи некаде февруари месец 2025 година, ќе биде промоцијата на овој албум што го работиме целиот новиот. Така. А веднаш потоа ќе почнеме со работа на 10 до 12 епизоди, зависно колку ќе имаме материјал, кои ќе ги опишуваат годините низ кои меморија поминувала од 83-та година, де факто од своето постоење, членовите кои се голем дел мислам дека и 100% живи и здрави, со сите контактираме, некои се во Франција, некои се во Хрватска, некои се во Мексико, и ќе почнеме историски точно од почетокот кога е настаната меморија, па се до денешниот ден и сите оние луѓе што поминале. Па добро, вие најмногу може да кажете за од моментот кога е настаната. Па да, ама имаат сите голем влог и дел во меморија. Јас сум само патеписецот, во суштина. Еврија Челебија, или како сакате. Така, да. Јас сум само патеписецот на целата работа. Велите, интересна провокација и зошто да не да видиме еден документарец, да видиме еден филм. 12 епизоди ќе бидат по сат време, отприлика така е планирано, затоа овие концерти што сега ги правиме, секој е различен, има секаде гости, значи во Штип гости ни беа Ивица Јордановски, кој е еден од нашите најдобри македонски гитаристи, вклучувајќи го и Рубин Димковски, Димитар Божиков, Владко Стефановски и да не набројувам, нели, може него, Тоше Попсимонов и така натаму. И најлегендарната штипска песна од Макфест ја пееше Трајче Манев.
осамен и тоа беше, можам да ви кажам, општ делириум во Штип, така да секој наш концерт има еден посебен белег. Белег и изненадување. А белегот ќе го става дополнително и женската популација на гости кои што ќе ви бидат годинава. Па добро ништо без жените, па зошто? Па ете само толку кажав, само волку кажав. Да, толку. Значи точно е оваа година ќе имаме само женски гостинки на концертот на меморија, ќе бидат 3 изведувачи нови, сум пејачки, и ќе биде една девојка која свири на саксофон. Значи сите наши гости овој пат ќе бидат девојки. Одличен избор. Да. Што да кажеме? Конечно да наречето вие види све само машки свиреле низ годините во Македонија, што не е точно е. Добро, ако за нешто не се поколебавте никогаш и за нешто што бевте и верувавте, а тоа е во публиката секогаш. И публиката секогаш ви враќаше со внимание. И кога во Велес далечната која и да беше, кога ви кажа нема да ја наполните салата, оти на Лепа Брене и го откажа концертот, вие не ја наполнивте, а преполнивте салата. Знаеш што е чудно кога е меморија во прашање? Јас себе тоа го анализирам, а не можам да дадам одговор. Од тогаш до денеска има 3 збора. Емоција, љубов и солзи. И тие 3 збора се провлекуваат кога е меморија во прашање со години. И сите кога ќе излезат концертот, ова имаше некоја неверојатна енергија. Јас не сум свесен, само можам да ви кажам дека постои еден горе кој гледа се и раководи се. Ние сме само продолжена рака на Бога и Бог ни дал одредена задача на некој да работи една работа, на некој да работи друга, но медиската популарност не е и тоа што ги имаме пишувано овие песни, се благодарење на Бога, затоа што тој во одреден момент те допрел и си го направил тоа што си го направил и затоа е тоа вековито. Само да не парафразираме и да не се замислуваме дека ние сме тие што се главните создатели на сето тоа, но луѓето кои ја чувствуваат таа енергија кој Бог ја дал на меморија, се најголемите сведоци на времето кое било зад нас, кое е сега и кое ќе биде по нас. За она што зборуваме сега, за таа енергија, за тоа внимание публиката што ви го дава и ви отвара пат, ќе го видиме ни тука во Скопје, живи здрави, сите на 16 ноември, а како беше во Штип, ви благодарам за гостувањето. Со вас ќе ја завршам емисијата и со една преубава преработка, ваша песна. Македонски бисери. Македонски бисери. И сакам да кажам, вие кажавте неколку пати делириум, буквално тоа и се случува. Ќе имаат можност сега гледачите да ја видат песната и атмосферата, што се случило во Штип, а велите ќе биде уште повеќе во Скопје, со исчекување. Благодарам за поканата.